не можеш да работиш, значи сето е површно. Јас не го сакав тоа. Сакав нешто да предизвика љубопитност, да одам подлабоко, да откривам повеќе. Тогаш дојдов малку во судари со мунданата или светската политичката астрологија, тоа некаде 90-те години, и ме прилича можеби најмногу од сите видови астрологија. Бидејќи сепак тука беше најтешко нешто да се открие, бидејќи многу малку податоци можеше да се добие и сето што се добиваше беше визуелно. Тогаш што правев? И користив медитацијата и визиите, што рече. Полека прераснував во поголема работа и се обидував да откривам нешто со радиостезија, сати, часови на раѓање, на обстанок и така натаму. Првата политичка карта што ја направив, тоа беше на Република Македонија, појдов од податокот дека сепак за нејзе во тој момент беше најлесно да се направи политичка карта, од причини што се знаеше еден податок, тоа беше референдумот. За да се направи една натурна карта во мундана астрологија, посебно на државата, треба да се земе некој датум, дали датум на создавање на државата или прогласување. За да биде по-прецизно, ја го земав датумот на референдумот, поточно 8.9.1991 година, кога Македонија е прогласена како Република Македонија, значи повторно и може и после Александар Македонски прв пат осамостување и собствена држава, ако земе тука и Цар Самуил, но сепак за тоа да не се задржам, тука се работи за 8.9.1991 21 часот, кога народот избегува на улица и го кажува својот глас, поточно во еден обичен живот, кога се детето раѓа и се слуша првиот плач негов. Од тој аспект Македонија е родена во знак на девица со познак во бик, тоа некаде на 9,50. Веднаш укажува на интересна комбинација, поточно земјана комбинација, бидејќи и девица и бик припаѓаат на иста група на знаци, тоа се група на земјани знаци. И кога ќе се земе распоред на планетите во наталната карта на Македонија, веднаш се добива и јасна слика, значи за тоа се укажува дека и времето погодено, веднаш се забележува Плутон во 7 поле, разгружувањето од бившите југословенски пространство во Југославија. Марс во 6 поле, и тоа е метната планета, укажува на туѓи војски, а туѓите војски веднаш се забележува доаѓањето на Умпрофор, но не се соседни, него сега метнати војски. Потоа пето поле е доста активно, бидејќи во пето поле се еден силен стелиум од 5 планети, тоа са Меркур, Венера, Јупитер, Сонце и Месечина, што веднаш укажува на можни проблеми со децата или со националностите, што се случува особено со школството, бидејќи пето поле и поле на творештво, иако школството се гледа во трето и девето поле во мунданата астрологија, самиот Сатурн, владетелот во 10-то поле, укажува во создавањето дека веројатно постара личност и доаѓање од страна, бидејќи владетелот Сатурн доаѓа во овој случај од 9-то поле, значи од странство, кој што знаеме, господин Киро Григоров, кој дојде на власт, дојде од Белград, мислам, автоматски се гледа, значи немаше ништо случајно и во музената и воопшто астрологијата нема ништо случајно, но да се направи на поточно или прецизно толкување се наталната карта на една држава или на еден објект во мунданата астрологија, потребни се и многу други работи се направи. Да се направат аспектите, и што е нормално, прво треба да се внесат транзитите за определен период. Кој, например, за октомври месец 98 се знае дека Сонцето е некаде на 18 на 24 степен од Вага или од Терезија, како секаде, а Сонцето е веќе во 6-то поле. Значи, во самата држава, тоа е поле на работа, се случуваат многу работи. 6-то поле е поле кај што може да се внесат големи промени. Потоа Меркур во тој период е во 7-то поле, или поточно кажано на самиот почеток, на 9-ти степен од 7-то поле, значи ќе биде доста активна државата и надвор, бидејќи 7-то поле дава популарност за јавниот живот, а Меркур кажува дека во тој период јавните средства за информирање и пропагандата ќе работат во пун ек, со тоа што самиот Меркур зборува за големи говорништва и собири на луѓе. Меркур ги представува децата. Венера во тој период е некаде на 22 степен од Терезија Вага, што
покажана силна конјункција со Сонцето, но дека Марс во тој период е во Девица, значи во знакот на нашата држава, но мора да се напомене дека тој се наоѓа во тој период во пето поле и може да создаде конфликтни ситуации поради силните конјункции со Јупитер и Меркур. Но се надевам дека нема да сериозно содржи. Инаку, ако се добро погледне ретроградниот Јупитер, еве, например, во транзит во тој период, тој се наоѓа во Риби, некаде на 19 степен во Риби, ретрограден, а тоа доаѓа во наталната карта во 11 поле, значи тука се опрашање политичките издружени и партии, веројатно ќе дојде еден хаос и конфликт, поголем конфликт меѓу нив, но не би сакал многу околу изборите да зборам, но сепак за да се направи сепак едно добро предвидување, мора значи да се земат следните аспекти. Тоа се наталната карта, положбата на планетите во создавањето на државата, тука зборуваме за Република Македонија, потоа соларот мора да се направи за одредена година, значи за година за 98, соларот се прави, тоа е годишна карта од родено до родено на државата, значи од 8.9.98 до 8.9.99 и нормално тука се транзитите или планетите кои се во моментот во поменување. Се виде во многу работи. Се виде дека многу бавно ќе се движат, проблеми со соседите, но се видеа и атентатите поради влегувањето на Уран и Нептун во 10-то поле. Уран обавезно предизвикува транзит збора. И може би прекретница направи да се и повеќе се занимавам со мундана астрологија, со политичка еден моја визија или сон како во очи, тоа некаде 94-та кон 95-та година, кога прв пат видов во визија или во сонот и атентатот врз господин Киро Глигоров, председателот на државата. Тоа беше еден сон или визија, тргнувам кон Скопје, кон една преќе покојна пријателка која тоа време беше во Македонска сонце. И во таа визија ме пресетнуваат луѓе во црно облечени костуми со бардосани. Ги прашувам каде и кога одговор во сонот добијам глас дека иде да го бијат Киро Глигоров. Се тргнав од сон така, изненаден, полн со жмаци како да ни стело. И во следниот сигурно месец седе дојдов до податоци за него, поточно ја дојдов брзо до податоци за раѓањето. Дека е 3. мај 17, но часот на раѓањето имаше многу солуции и го добив часот 10:30. Интересна работа, кога се погледнат тој час се видиш, веднаш се заближуваше целиот негов карактер. Значи може би случајно, но времето беше погодено на неговото раѓање и постоја две солуции или две алтернативи за самиот атентат. Со самото излегување во Македонско сонце на 3. март некаде. Има атентат за господин Киро Глигоров. Интересна работа е дека тогаш никој не ме посети, нити ме викна да каже што трескаш глупости, што правиш, што зборуваш, има ли вистина во тоа, нити од полицијата, нити од владата, нити од било од кого. Имаше само несериозни јавувања, представувајќи се ко мои колеги, кои и запрашав нешто за астрологија, и ќе спустя слушалка. Тоа беше веројатно луѓе од деда и што е нормално, али конкретно ме смета малку заоткачен. Бидејќи се што кажав и до тога се сторуваше, но за нив се уште онај дух социјалистички, комунистички, кога во ништо не се верува најмалку во Бога или во нешто, а камо на астрологија, и беше тоа секој еден вид забава. За разлика во астрологијата на Запад е наука и без неја не се може. Во 96-та, поточно 96-та, кон 97-та тогаш работел со дневник и во еден новогодишен такав број имаше предвидување за во светот и кај нас што ќе се случува. Тогаш во дневник исто го повторив за можност од предвремени избори кај нас, а знаеме 97 што се случуваше со 220.000 подписи дојдоа, имаше митинзи из цела Македонија, конкретно митинг во Шобеше, но сепак не беше до предвремени избори. И време исто кажав 96-та во
дневник, дека во 97 на Клинтон ќе му падне угледот како на домашна, така и на светска сцена, дојде до аферите. Бугарија реков дека ќе има престрелки со мафијата, ќе дојде до предвремени избори, дојде кај нив. Кажав дека исто Бериша ќе падне во Албанија, во Германија проблемот со малцинството, проблемот со гастарбајтерите, во Франција дека ќе има премногу експлозии и проблеми со муслиманите, и што се случи. Но може би најинтересно од тие настани, исто го предвидов промените доста што ќе бидат у Русија, што почнаа полека да се отворуват, а тоа уште во 95-та, кажав, во Македонско сонце заменувањето на Елцин, уште тогаш се гледаше, и некои визии и пресметки што може да добием. Ова ќе биде конечно, но за жал ќе биде и срамно заменување на Елцин. Исто така очекувам во Арафат да замине, и тоа он ќе биде прогласен како еден од најголемите издајници на палестинците. Елцин заедно со Горбачов во Русија ќе биде запомтен како издајник и растурач на државата. Па за други личности не би сакал многу да коментирам, но реков тоа се случува 96-та за 97-ма, а веќе почетокот на 97-ма, кога веќе спомнавме Клинтон, во неделниот број или сабота недела, што е на вечер од 14-15 февруари, повторно Клинтон беше тема, но тука и Македонија и изборите имаше нешто. Тема беше причина што ако му направи соборот и другите работи на Клинтон, прогреси, дирекции, видов дека многу тежок период му дојде, многу тешка година, иако толку го објавив, а малку се смеја го јаве, викам, завршеве со Пол Џон што беше аферата, а викам, тој е тек почеток, они се насмеја, вика, сега утна голема работа. Викам, да. И за тоа им кажав дека најтешко ќе му биде околу роѓенденот, ако што знаеме, Клинтон е роден на 19 август, а судењето му беше на 17, кога и ја призна аферата со Левински, а веќе во февруар годинава, како спомнав 14-15, имаше наслов Клинтон и Македонија Висос во вечер, кај што сепак не сакав многу да зборувам, бидејќи се случува многу работи по време кај нас и сакав во една енигма, само низ насловот кој да прочитат, што ќе се случи и кај нас, дојде до аферава, но не знам. Кој ќе се погледна интересна работа на карта на кај господин Кирил Григоров, толку добро се гледа транзитите и во аспект со наталните планети, аферата и но се гледа и позадина, може и припрема и подготвувано пред тоа, или од далеку, оддавна подготвувано, или пак можно присуство однадор. Самата изработка на таа натална карта не може да се каже дека е тоа сува астрологија. Сувата астрологија многу ќе даде нешто, али не и се. Што значи? Треба богата машта. Визиите да се концентрира на точна работа, ако се доби визија, ако не се добие сите можни аспекти, да не се завржуваме, се денеска следи се што се случува во светот на астрологијата, космосот, па и на политичката сцена, бидејќи ако нешто кажеш треба да видиш дали ќе се оствари. И може би во сето тоа да се направи еден точно предвидување, да се успее на ова поле, мундерното поле политичкото, во некој момент за некои вашите изјави ќе дојат како откачена работа. Што со ми се остварува. Па и овие настани сега што се случува, се остваруваат. Интересно, во многу визии, покасно го видов и Елцин и Клинтон, а што е уште поинтересно, тоа беше се случува, ги видов по објавувањето за нив. Мислам, овие по предвидувањето за нив. Елцин го видов пред година и пол, однесо, многу зломно делуваше, кој што е оваа ситуација. Тога се залажував, може и поред болест, ако се сеќавате, кога беше доста критичен.
И реков, али ово не е тоа јас тоа што го предвидов. Точно дека доаѓа до него, ќе дојде до негово заминување, али не беше со болест поврзано. Исто така тогаш видов некоја непозната личност како доаѓа место него. Покасно тие визии кои видов и аналитички и сето тоа, видов дека тој ќе биде сепак лебек. Планетите тие што ни ја кажуваат улогата, поточно планетите за мене ја играат улогата на трите наречници, кога детето раѓа на третата вечер му се кажува што ќе биде со него. Така да самата астрологија и правењето на натална карта, натална животна карта, распоред на планетите, и самото раѓање, секој не го бива за се, значи секој треба да се роди со одредена дарба, например во политиката треба да се укупонирани 4 работи, тоа значи треба да е политичар добар говорник, да е доминантен, да е таинствен, што укажува дека, например, склопот на близнаци, овен, Скорпија и Лав дава еден одличен политичар и државник. За уметност треба да има доста дарба овде на Вага, дава рафинираност и посебно склоност кон уметноста. За еден сликар, мислам, Николаовите може да е добри сликари, бидејќи пето поле, еден музичар мора да има многу одеден бик. Биковите се познати како добри музичари, иако тоа второ поле, а се знае дека со бикот, например, и Терезијата вагата владе Венера, тој е планета на љубовта, но и на уметноста. За еден добар математичар мора да има компоненти од девица и јарец. Кога се зборува за економска математика од бикот, бидејќи бикот второ поле, он е природен владетел, но второто поле тоа е на пари и заработувачки. За еден полицај треба да има доста од Скорпија и за еден доктор, бидејќи тука е морбидна смртта, полиција, таинственост, особено за политичарите. Скорпијата никога со неја не си начисто. За еден уметник треба да си роден од знакот, например поет Риби, бидејќи они се постојано во едни будни сонувања, никој пат не се будат. За еден добар оратор мораш да имаш дар од еден близнак. Тоа е 3 дена ќе ти изборува, на крајот ништо нема да ти кажем. За да си грижлив или за гостителство треба да имаш од еден рак. Инаку астрологијата може да помогне и помага единствено во една работа. Ако знаете ли дека во тој период ви е лоша, мислам немате подршка од планетите, ви не знаете ли, например, ќе случи тоа, али многу полесно ќе го прифатите. Замислите вие седи планирано и се тргнувате некаде и ви се случува сообраќајка. Посла, на кратко патување, ви одбираат колата и сега кај вас доаѓа до еден хаос. Се руши цела кула од карти и не знаете што да правите. Ако, например, знаете дека имате лош период, однесува се за кратки патувања, ви сте веќе спремни, подсвесно се спремни на нешто такво. Кога ќе дое, го прифаќате многу полесно и многу полесно избегувате од хаосот. Ни треба да сватиме астрологијата која на работата наука која ни помага во животот. Сем предвидувањето ни помага полесно да го сватиме животот и полесно да се справиме со проблемите што доаѓаат. Многу пати веројатно имате сретнато, вика, магија не има некој направи, ништо не има од рака. И што се случува обично со дека видовњаци, ја има забележано кај сите, на 99 на 100 ќе каже имаш магија, ќе дојдеш да го расипеме, да го растуреме. А напротив, астрологијата дава една друга работа. Ако во исто време на тој човек му направите една натална карта, или хороскоп, ако сакате, веднаш ќе се види дали е можност примење на негативни вибрации и енергии. Знаеме дека во астрологијата Плутон владее со окултизмот, тука значи не исклучи на магијата. Дали ако во тој случај во него 12 поле во транзит, значи можност на склонење на примење негативни вибрации. И се знае до кој период. Вие во тој период што сакате правите, ќе биде нема да даде никакви резултати, се дека не помине лошото влијание на планета. Во сите тие 12 куќи се распоредуваат и месечевите јазби, кај што на едно поле многу повеќе се добива, а на едно поле многу повеќе се губи. Да, токму ова дека кај што има месечни јазби во куќи или полиња, или се губи или се добива, тука се северни и јужни. Обично се поврзани диагонално, значи, например, ако во 12
северно и јужно двие во 6. Значи тука подсвеста и работствено и здравето може да страда. Ако 11.500 тука љубов и 10 и така напред. Значи, на едно поле се добива во животот, на едно секојаш се губи. Па тоа е нормално, мислам, и планетите тоа кажуваат, никаде нема најдобар, нити има најдобар знак, нити најдобро во животот. Ако Бог или планетите ви дават, како сакате, кај што во едно поле кој што е поле на работа и здраве, ќе биде одземено во полето на љубовта. Или обратно. Ако ви имате на материјално поле, можете да изгубите на духовно. Нема случај кај што и едното и другото е споено. Тука се периоди кога можностите треба да се искористат. Поточно влијанието на планетите, кога е позитивно, треба да се действува во таа насока. Например, ако имате активирано 10-то полето, поле на кариера и време на животот, значи ви треба најмногу да се насочите кон кариерата, било што да започнете во тој период, ќе биде во успех. Например, ако ви е негативно аспектирано 10-то поле, ви што сакате може да правите, колку сакате и да давате, тој ќе ви биде бесполезно. И да постигнете нешто ќе биде пирово. Многу пати во сонот ми доаѓаат мисли или мудрости Божии, под Божие вдохновение, будејќи си ги забележува, така да, еве некој од нив, молете го Господ Бог, ќе ве слушне, барајте ќе ви даде, не правете гревови ќе ве казни. Само слободата на умот те води кон Бога. Во една тие визија ми се кажано и да пророкувам. Тоа е интересен сон што веројатно се интересира луѓето. Тоа е кога излегувам од домот, окочен и поминувам во една трафика со сончугет, еден пријател, ми доаѓа двајца и ми викаат, еве ти Бригери Марки, да ја погребаш нашата сестра. Тој пријателот од буцата ми вика, тој некој торбеш, вика, беге, тоа не се нашите се албанци. И излегувањето со мене помен од еден оджа, поминуваме поред турски гробишта, тоа е се во Сунодвидијата, и му кажувам да влеземе тука, вика не, вика рано ти уште. Поминуваме низ наши гробишта, доаѓаме до една црква и гледам многу луѓе, влегувам ја во црквата и почнам да се молам на иконата на Мајка Бородица. Одеднашка гласот доаѓа од небо, го слушам гласот пророкува. Се вратам позади една колона луѓе и на првата дена се сеќам да ми кажат некој лег за нозе и одеднашка ги снемува луѓето, останувам со 20 или 30 попови во едно кесе, 2 леба без крајчиња. Тука завршува сонот. Една друга интересна визија е исто така, одам кој по патот еден пријател, видумјак, сега веќе покоен, и пресретнува со жена му, одеднашка се преспоруват во волови и влегуваме во еден голем град со голем амфитеатар, стадион. Влегувам внатре сам, имаш уште еден со мене тама, одеднашка луѓето стануваат во римско време, кој ми се гледам на филмовите, аве, поздравувајќи го некого, но јас не го гледам тој, доаѓа и вели кој е прв тука. И кон мене е одеднашка кој ни силни жмарци, кој некоја енергија да добива во сонот, се будам со страв, така да утрото не може да заспне. Интересно, тие денови имаше многу страшни визии за многу работи. Делумно се попишени, забележени, делумно вака во подсвест останаа, кој покасно влијае или ме насочува кон што да работам, кон што да се концентрирам, кај да барам податоци. Ова е иконата на Светилија, единствениот пророк што не умрел, него жив, вознесе на небото, во огнени кочи и го сметам за мој заштитник, бидејќи го носам неговото име. Ова икона ми помага многу и самиот пророк, бидејќи мислам дека тој е заштитник на сите пророци што се Божји, поточно на луѓето што сака да им помагат и ја пренесуваат Божјиот збор. Мисли не влегуваат во сонот на утрешнината. Колку и убаво бакне за те буди. Мирис на цвеќе обзима гради. И кинам синџирите на маглата, пред мене бедем од желби. Пожар го обзима моето тело. Ноќеска Купидон ги задојува гладните. Се палаат свеќи за воскреснување, Господа го покани во нашата игра. Велик ден доаѓа со отворени дланки за љубов. Легува сивково погледот на грешниците, разбранува немисли и коси. Црквените звона ги тераат дјаволите од нас, светците отвараат камени порти за пречест. Пред олтарот колона од гревови. Молитвени песни во времето се слушаат.
дали во вашите визии има некоја оптимистичка визија за Македонија, за еднината на Македонија? За еднината на Македонија има сепак, но мора да се внимава. Ја мислам дека најмногу кога е прашање Косово и Западна Македонија, бидејќи има обиди и инциденти кај нас, за да не прераснат во поголем судир. Инаку има еднина за Македонија од многу причини што светот свати дека само со стабилна Македонија може да се одржи мирот. Поточно, Македонија може да биде равнотежа на Балканот и Европа. Еден добар астролог, под кој знак треба да се роди и кои планети треба да има? За еден добар астролог, прво треба дека е добар познак од Девица. Но треба да има многу од Водолија, од Шкорпијат, бидејќи Шкорпијата владее со окултното, Водолијата во астрологијата владее со астрологијата токму. Значи добро аспектиран Уран, Плутон и Меркур. Сега ги спомнавте и планетите. Освен човек што треба да се роди во еден знак, тој треба да има и соодветни планети. И добра положба на некој планетите, поле. да. И аспектирани добри. Например, кога ќе спомнате астрологија, треба да има добро аспектирано 8 поле, 12 поле, па и 10. А тоа беа по линијата на? Вака, 8 беше политика, окултизам, 10 кариера врв на животот, додека 12 потсветло. Значи мора да има визија. Па тука исто така месечевите јазди се доста, тоа е кармички. Месечните јазди за мен се карма судбина, исто така поврзано. И нормално кои аспекти играат, колку има позиции, тримони, секстили, во кое поле, на кој степен, од кој знак е. Сето тоа треба да се види, така да не може да кажеш, ја го имам Уран од 12 поле и до 8 поле јас сум генијалец. Мора да се видат и другите аспекти. Но сепак се е определено однапред, тоа е една интересна работа. Многу пати ме прашуваат ако се е определено каква е нашата улога. Јас велам само колку што е нашиот труд поголем, толкова е поголема и наградата, ништо повеќе тоа. Господе Боже, Господови Творецу мој, Господови Творецу на се што постои, нека е вечна славата Твоја, нека биде волјата Твоја за веки и векови. Амин. Амин, Господе Боже. И еве на нас повторно во студиото и ќе продолжиме таму каде што застанавме со гостинката Ана Глигорова. Застанавме некаде кај предвидувањата. Гостинот во студиото е истиот протагонист, главниот протагонист на документарниот филм што го видовте, господинот Илија Бошков Крајнички, кој пак е многу компетентен кога станува збор за астрологијата и предвидувањата. Имено, чисто накратко неколку податоци, да кажем, се спомна нешто и во документарниот филм. Тоа се податоци кои се запишани и се меродавни и се веродостојни, да речем, и се вредни за спомнување, ако ништо повеќе. Значи и таму се спомна дека вие го предвидовте атентатот на председателот Глигоров 6 месеци пред да се случи тој. Она што во моментов јас би сакала да го започнеме како насочување на разговорот е колку има врска астрологијата со предвидувањата и дали само според астролошките сигнали, според поставеноста на планетите во одреден момент во една положба може да се предвидат некои работи или тука треба и нешто повеќе? Вака, астрологијата и предвидувањето, но пред да започнем оваа тема, што се одесува до атентатот на господин Киро Глигоров, тоа беше точно предвидено 6 месеци пред да се случи во Македонско сонце на 3.3.95 изгледено. Знаеме, атентатот беше на 3.10. Инаку текстот беше даден некаде уште во јануар 95-та, но поради просторните проблеми во самото списание не излезе до 3.3. Јас пред да продолжите со предвидувањето би сакала тука и накратко еден краток цитат или едно парче да прочитам од председателскиот кандидат на господинот Сибиша Георгиевски, каде што зборувајќи за својата кампања, тој вели: некаде на средината од кампањата ни се придружи и денес познатиот астролог и звездочатец, уредникот на списанието Хороскоп Илија Бошков Крајнички. Тоа е човекот кој една година подоцна, значи откако се случила кампањата, го предвиде атентатот врз Киро Глигоров 6 месеци пред да се случи ова што сега го говоревме.
Според него изборите ќе биле многу матни и никогаш не ќе се завршеле. Тоа во тој момент ми изгледаше многу чудно, но денес ми се чини дека предвидел многу добро. Што се однесува до мојот личен хороскоп, ми подари аудиолента од половина час со комплетна анализа. Накратко, Сатурн, планетата што ја упфаќа власта, беше во тоа време ретроградна, но моите шанси се наоѓаа во моето, во принцип, неаспектирано сонце, што укажува на сестрани таленти за многу нешта. Во секој случај, неговата анализа не можеше да не биде навивачка во моја полза. Денес имам впечаток дека тој сакаше да ме охрабри. Инаку надвор од неговите чисти хороскопски предвидувања, Илија ги вклучи и своите способности за чиста видовитост, што му подскажале дека моите шанси пропорционално се смалуваат со падот на мојата желба за власт по секоја цена. Не знам дали се работеше за видовитост или за психолошко проникнување во мојот карактер, но неговиот заклучок беше сосема точен. Тој видел во наводници дека јас ниту сакам, ниту можам да го разбудам неандерталецот во мене, колку што тогаш било потребно. Ова беше чисто во прилог на вашата најава, значи вие не сте непознат, вие сте многу често и вклучен во разноразни збиднувања. Па да, мене ми е специјално смундана или политичка астрологија. А инаку поактивно на тоа поле беше уште пред атентатот, значи за време на минатите избори не овие, 94-та, кога господин Југоше Георгиевски ме покани на средината од кампањата за да направиме едно предвидување. Покасно се случува многу бравот и митинзите, новите избори, консултации и така натаму. Но сепак да се вратам на астрологијата и предвидувањето. Вратиме ние на предвидувањето и астрологијата. Астрологијата за мене е единствена работа до сега што може конкретно некои работи да каже. Поточно астрологијата зборува за можностите да се случат некои настани. Значи зборува за влијанието на планетите во тој период на тоа место. Инаку астрологијата во која прашувам предвидувањето за мене може би најточна и исправна последна работа, после соновите. Единствено што верувам која прашувам предвидувањето со сонови и астрологија, а гледање на карти на кафе сепак кој сметам се уште за забава. Иако веројатно има и тука нешто, но еден принцип е колку пати да си на кафе, например денеска 5 пати да свртите шолјата, 5 пати разни фигури ви дава. Ако земете карти да отварате, исто така. Астрологијата кога да погледнете и после 100 години се знае движењето на планетите, се знае кај било и што, како, така да тоа е за мене една од најпрецизните работи. Нормално, астрологијата зборува и зависи од умешноста на самиот астролог кој работи и кој предвидува тоа, колку е до кај стасал со неговото прецизност и до кај може да се навледи. Сепак астрологијата работи со алтернатива. Дава можности, но не мора да се случи. Сепак во некој облик ќе се случи, дали помал или поголем. Оно што јас никаде прочитав беше предвидување околу случувањата во Македонија. Тоа беше со постар датум. Меѓутоа, да искористиме приликава и вашето присуство овде во вечерашнава емисија и да направиме една астролошка карта на Македонија во моментов. Значи, што и се предвидува на Македонија? Па ваку февруарски број на хороскоп излезе под наслов на 1 февруар Македонија во војна. Да. Со знак прашалник, да. Точно. Инаку интересно за тој напис одбија и вечер и дневник да го објават. Беше пишано уште на 17 јануар, откажуваше на опасностите во која влегува Македонија. Тогаш, мислам, го пишам целата ситуација веќе што се случи и тогаш никој не интервенираше. Се знае дека од 10 март, значи оваа година, до почетокот на април, а Меркур се наоѓаше во една ретроградна положба, а беше во 12-то поле на Република Македонија, мислам на наталната карта, транзитен Меркур, а ретроградно укажуваше на непромислени потези што се влечеа. И самиот ретрограден Меркур не само во Македонија, но влијаеше и во цел свет. Ако знаеме дека период, баш што го спомнав од 10 март до почетокот на април, се донесува многу катастрофални за мене потези, кој што е војната на НАТО со Србија, мислам, парно со Југославија. Инаку во тој период доаѓаат и до разни и кај нас непромислени потези, влечење, наравно со границата, со бегалците, што многу скапо ќе не кошта.
Инаку исто така уште тогаш напоменав дека најопасниот период почнува од 18 март со ретроградното движење на Марс. А знаеме дека во астрологијата Марс представува воинствена планета кој ги предизвикува сите војни настани. Ја напомнав уште тогаш дека ако се земе добро по изборите, Марс или кој се веќе донесе одлуката за стационирање на трупите на НАТО за изликување на верификаторите, имаше силна конјункција на наталниот Марс со транзитниот, тој што поминуваше. А знаеме дека Марс и тоа во шесто поле, а знаеме дека Марс во шесто поле представува туѓи војски. Но во моментот ми знаеме дека со самото суместување имавме туѓи војски, тоа се војските на умпрете или на Обединетите нации. А со самата силна конјункција на двата Марса еден со друг доаѓа до истиснување на старите со новите трупи. Што се случи? Дојде до истиснување на трупите на Обединетите нации за да дојде на нивно место трупите на НАТО. Потоа од 18 март Марс тргна ретроградно, за жал тргна од наше седмо поле кон шесто поле. А седмото поле во астрологијата тоа е јавноста, партнерството и се знае дека во тој момент со самото тргнување на Марс дојде до поголем изолдување на односите со Србија во тој момент, бидејќи, со Југославија, со Сојузна република Југославија, бидејќи во тој период доаѓаше до изолдување ради партнерство, а самото силно влијание на ретроградниот Марс не само кај нас, влијае и во светот. Знаеме дека после 18 март, а Марс е во Шкорпија, тоа е негово второ седиште и многу опасен во Шкорпија, тоа дава морбидност, смрт, полиција, окултизам и така натаму. И знаеме колкава смрт донесе со неговото ретроградно движење. Знаеме кои одлуки се донесува и НАТО што ги донесе и во светот, значи дојде до една нова војна, ескалација, голема на Балканот, со нападот на НАТО врз Југославија. Не навлегувам колку исправно мислам што и како, но ја мислам дека тоа е доста непромислен чекор што е направено и од страната на НАТО. Како потек, мислите, во дадениот момент? Јас зборам од една астролошка гледна точка, бидејќи направен во еден период кога има три планети кои се страшни, застрашувачки, а во тој момент се ретроградни. Одлуката кога НАТО ја донесува еден пример, Меркур е ретрограден, а се знае во астрологијата дека он владее со интелектуалната енергија. Значи се доаѓа до заслепување на умот. А Плутон е ретрограден, од 14 март тргна ретрограден, што укажува? Он укажува дека во тој период умот се заслепува и смртта или морбидните работи доаѓаат до израз, доаѓа до поголеми ескалации. Марс веќе рековме дека он предизвикува војни и што се случува? Се случува нова војна на Балканот. А како тоа делува во кај нас, кој во прашање Република Македонија? Мора да се напомене дека во тој период, а посебно и овој период, самото Сонце во 12-то поле на Република Македонија, значи кога се случува овие работи, Меркур е во 12, значи крајно неполно, 12-то поле е поле на нашите непријатели. Мора да се напомене чак и дека планетата Јупитер на среќата се наоѓа во 12-то поле, исто така. Имавме среќа кога ово се случува што е Јупитер во директен од. Ако беше во ретрограден, ја не би сакал да помислам што би можел. Значи, сепак тоа е избегнато и одлуките што се донесуваат, кои ќе земе дека Меркур е ретрограден во 12-то поле, што укажува? Укажува Меркур во астрологијата ги представува децата. А самото ретроградност укажува на туѓи деца, значи влегување на државата на бегалците. И тоа во огромен број што еве чак и сега не може точната бројка да се определи. За жал тоа е така, но Меркур веќе од почетокот направи повторно директен, сега е во директен од, но за жал се уште е во 12-то поле и се уште ги ствара тие проблеми. Мора да се напомене дека и овој период, или периодот кога Македонија има се уште и Сатурн во 12-то поле, а 12-то поле е поле на нашите непријатели, а Сатурн во 12-то поле дава самоизолација и неконтролирани потези на актуелната власт. Тука се смета на они што владеат со државата, значи и неконтролирани и од позиција на влада и од позиција на претседател. Мора да се напомене на работа колку е Сатурн опасен во 12-то поле, ќе ви кажам за актуелната влада и за сите актуелни влади. Тоа покажува и самите последни избори
за време на изборите Сатурн беше во ретроградна положба. Во 12-то поле на државата, значи доаѓа до неконтролирани потези, знаеме дека СДС ги изгуби изборите, се знаеше дека ќе дојде до промена на власт. За жал Сатурн е се уште сега во 12-то поле и за мене ќе биде доста опасен баш за време на претседателските избори, кога повторно ќе биде ретрограден, но сега ќе биде во прво поле на државата. Со самото влегување на Сатурн во прво поле на државата годинава, кога ќе се случат претседателските избори, укажува на доаѓање на нова власт, врховна власт, бидејќи Сатурн во мундалната астрологија представува токму таа врховна власт. Но исто така укажува дека таа личност веројатно ќе биде многу млада личност, бидејќи првото поле укажува и на новина. Така да Млада во смисла во години, да. Во години, да, тоа сакам да прашам. Можно чак да биде биде испод таа граница што е сега, веројатно према распоред на планетите можно и да дојде и до промена во уставот. Аха, значи можно е да очекуваме помлад човек за претседател. Да. Инаку интересно, овој период треба да се внимава многу. Актуелната влада треба да внимава, бидејќи овој не е баш многу поволен период, за жал, велам. Се уште е Сонцето во 12-то поле и тоа некаде скоро до крајот на месецот. Така да тек од почетокот на мај Сонцето полека ќе помине во прво поле, со нешто ќе се ослободат некои напнатости. Инаку мора да се внимава ради инцидентите и можноста во вликување на Македонија во војниот судар со СР Југославија, што треба да се обрне големо внимание, посебно поради притисокот што се врши нормално од запад и од надвор. Сепак ја не препорачувам чак и употреба на територијата македонска да се дозволи, бидејќи тоа може да биде со далекосежни последици да ја снема државата по тоа. Само ако се јас прашувам нормално. Да, не дај Боже да е така. Мислам ова вашето последно предвидување. Вака сега, јас предлагам да направиме едни кратки астролошки портрети на главните протагонисти на целава оваа ситуација. Значи, еве, од кого да почнеме? Еве да почнеме од нашите. Имаше интересен податок некој за кога станува збор нели за глобална ситуација, нели малку пошироко сватена и од нашите простори, дека можно е тука и оваа ситуација да е резултат чисто и на совпаѓањето на исти знак и исти подзнак, можеби, на господинот Бил Клинтон и господинот Слободан Милошевиќ. Па, тука е доста интересно, но пред да се префрлам на нив, ја би сакал малку да напоменам дека, можеме тоа после за нашиве, актуелни што сепак државата влија днес, мора да се напомене дека кога ќе се погледне картата на господин Бил Клинтон и на Слободан Милошевиќ има толку совпаѓање, тоа што е неверојатно. Така да уште еднаш ка потврдува во астрологијата нема ништо случајно. Господин Бил Клинтон, претседател на Соединените Амерички држави, он е роден во знакот на Лав со познак во Терезија, поточно он е роден на 19 август 1946 година, а господин Милошевиќ е роден на 20 август 1941 година, исто така значи роден е во знакот на Лав, но и кај него истиот познак е Терезија. Што повеќе кај двајцата имаат ист степен на познакот. Некаде на 4-тиот степен од Терезија. Друго совпаѓање кој се кај господин Клинтон, ја мислам дека он во овој период кога направи катастрофални грешки, мислам, во својата кариера, иако јас за него пишував уште 96-та година кон 97-та, за дека 97-та ќе му падне угледот со што дојде и до аферите со Левински и со Пол Џонс, за 98-та дека најтешко ќе му биде околу родено, кога дојде изјавата негова. И морам, не знам кој го советува и како, но ово што го направи, прво направи лошо за него. Направи во многу лош период. Одлуките што ги донесе во периодот кога во моментот, еве, например, неговото Марс беше ретрограден во негово второ поле, што укажува на големи штети и загуби. И по него и по државата. Знаеме колку и до сега кошта Америка се тоа, а тек колку ќе кошта, тоа е друго прашање, но гледајќи неговата натална карта, значи самиот почеток на натална карта, кој почва некаде, рекол околу 4-тиот степен, на Вага има силна конјукција на Марс со неговиот асцендент, што кажува воинственост, но тој исти Марс е
и во конјункција со Нептун, што дава заслепност која е во прашање силата, значи не одмерување. Воде се во крајност од една во друга крајност и дава голема контрадикторност на планетиве. Интересна работа неговиот прв партнер или неговиот помошник, тоа е Тони Блер, он е кај него исто така има една друга работа. Он е, например, роден во знакот на бик, со познак во близнаци. Но што ги изближува ни двајцата? Кај него сами Марс е во силна конјункција, исто така со асцендентот или со самиот познак, значи што исто така дава воинствена природа, но овој пат Марс се наоѓа во близнаци, што кажува дека може со туѓа поддршка и повеќе да го сваќате како игра, значи нема само иницијатива, него доаѓа како поддршка. Знаем дека ние двајцата добро делуваа